Со феноменот на згаснување и исчезнување на локалните медиуми како една од основните клетки на информирањето на граѓаните, деновиве се занимаваше истражувачката репортерска лабораторија која направи комплексна сторија за систематско уништување на малите информативни куќи во државата. Својата сторија ИРЛ ја започнува со прашањето: ако ве интересира кој ги информира жителите во градовите надвор од Скопје, имајте на ум дека работите се променети после една деценија длабока корупција која доведе од истребување на локалните медиуми. Но дали се променети на подобро? Локални медиуми речиси и нема, но затоа општините и институциите имаат вработени новинари, пишувачи на постови на социјални мрежи, фотографии, сниматели. Цели видеопродукции работат за нив. Се е околу пиерот, кој што се продава спакуван како информација. Оно што го нема и за кое што никој не зборува е правото на граѓаните тие самите преку слободниот збор да одредат стража над одговорноста и надзор на процесот на носење одлуки во нивно имење. Тоа одамна го нема. Македонија во последната деценија остана речиси без локални и регионални медиуми. Дописниците се сведени на минимум, а во некои региони воопшто нема медиуми повеќе од една деценија. Добар дел од овие медиуми се затворија поради клиенталистичките и коруптивните врски на собствениците, бизнисмените и политичките партии. Во услови кога сите медиуми се концентрирани во Скопје, локалните и државните институции на локално ниво се оставени без никаков надзор. Тимот на ИРЛ мина 2 недели во Крива Паланка и во соработка со локалните жители, жедни за видливоста на нивните проблеми, ги одбравме 4 приоритетни теми кои ги засегнаа луѓето во североисточниот регион, за да добие одговор прашањето какви се ефектите и како на вистина изгледа да се нема медиум во еден град, општина или полн регион.